Добар ден, вести во 18 часот. Да ги проследиме најновите настани на денот. Гостиварци му се враќаат на нормалниот живот. Велат, сега најважно е да се врати довербата во институциите. Овие денови не, па после, Господ здравје, не се умира од вода. Продолживме да пиеме, да користиме водата од градскиот водов. Власта и опозицијата во клинч. Мицкоски со најави за богата инвестициска есен се враќа од Белгија. Немал политички средби, ниту класичен семеен одмор. Не сум љубител на ние големи одмори со солена вода, со песочни плажи, да тоа биде на научно-образовна екскурзија во Белгија. Опозицијата прашува дали и што договарал под радарот. Пожари го пустошат регионот. Кај нас 6 активни. Најкритично во Јагуновце. Пожарникарите не може да действат, затоа денес работат 3 тер трактори со концентрирано дејство на неколку точки. Приведени двајца за пожарите во Прилеп и Битола. Македонија е во период на засилена трансмисија, но рано е да се каже дали е врв на епидемијата. Доктор Даниловски за предизвикот со западно-нилската треска. Околу 80% од заразените немаат никакви симптоми. По вчерашното укинување на забраната за пиење вода, гостиварци се враќаат на нормалниот живот. Предпазливоста очекувано и натаму е присутна во градот по едномесечната голгота. Повеќето граѓани што ги анкетиравме велат дека почнале да ја пијат водата од чешмите. Порачуваат дека најважно е да се врати довербата во институциите. Дејан Сорбиновски беше во Гостивар. Меѓу гостиварци полека се враќа довербата дека водата од градскиот водовод е исправна и безбедна за пиење. Велат дека ги почитуваат инструкциите на надлежните и повторно ја користат водата од чешмите. Но сепак, поречиси еден месец неизвестност, дел од нив и натамо пристапуваат со предпазливост. Дел од гостиварци вела дека довербата не се враќа преку ноќ, но добро е што сите институции се обединија и реагираа брзо. Особено предпазливи се оние кои во изминатиот период поминале низ здравствена голгота и побарале лекарска помош, па велат и стравото оправдано е тука. Имаме поверење во институциите и продолживме да пиеме, да користиме водата од градскиот водов. Уште не аде ќе почнеме да конзумираме, иначе во времето се сме переле сме јале, имам и пумпа своја домашна, ме разбираш, извор, како да ти кажам. И се е добро, се е окей, сега се десило. Се дешава секому. И во град, и во држава, и во цел, се дешава. Не користиме воопшто, ми е срам и да пиеме од ова вода. Имав три пати проблем, бев инекции примав, после един пат инекција, инфузија на инфективно. Колку е, тоа е нивна изјава, секој може да каже нешто. Вие нема да ја користите водата и Па моментално сега не. Овие денови не, па после, Господ здравје, не се умира од вода. Тоа е, од болест се умира. Надлежните најавија дека редовниот мониторинг на водоводот ќе продолжи во иднина и дека наместо сегашните 2 пати, анализите ќе се вршат 3 пати неделно. Проблемот со загадувањето на водоснабдителниот систем во Гостивар предизвика здравствени проблеми кај околу 5000 жители. Откако анализите покажа неисправност на 17 јули, беше воведена забрана за незино користење за пиење. Во меѓувреме, следуваа повеќе лабораториски испитувања, иземање мостри од водоводниот систем и хиперхлорирање, а граѓаните беа принудени да користат флаширана вода или вода од цистерни. За случајот со загадувањето на водата со фекалии, Артана Асани, Леон Уредини и Вадредин Дервиши, кои беа на раководните позиции во јавното предпријатие Комуналец, добија 30-дневен притвор. Тие се осомничени дека со действија поврзани со водоснабдителниот систем овозможиле мешање на загадената вода со водата наменета за пиење. Премиерот Мицкоски порача дека одговорноста за водоснабдителниот систем во Гостивар е во надлежност на локалното јавно предпријатие, а дека тие како влада за непол месец успеале да го надминат проблемот. Во однос на дезинформациите за водата во Скопје, освен обидот како што посочува опозицијата да предизвика хистерија, Мицкоски гледа и комерцијални побуди. Од опозицијата и денеска бараат одговорност за здравствената криза во Гостивар. Јана Јосифовска.
Одговорноста за функционирањето на водоснабдителниот систем во Гостивар е во надлежност на локалното јавно предпријатие и од овој момент па натаму грижата е целосно кај водовод во Гостивар, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Институциите на централната власт според него презеле низ мерки за надминување на кризата со водата, а како влада водата ја прочистиле за непол месец. За обвинувањата на опозицијската СДСМ дека власта е одговорна за загадувањето на водата за пиење, Мицкоски рече дека градоначалникот на Гостивар е кадар што на последните избори бил поддржан од СДСМ. Јавното предпријатие има свое раководство. Раководството го поставува градоначалникот. А градоначалникот беше поддржан на воредните избори од страна на СДСМ. И затоа вие нема да слушнете од страна на СДСМ одговорност од градоначалникот, бидејќи тој е нивен кадар. Туку ќе слушнете дека бараат одговорност од таму каде што таа одговорност е нема, туку напротив од страна на владата ние дадовме се што можевме состојбата да се нормализира како никогаш досега. Односно, за помалку од 4 недели комплетно е прочистен системот како никогаш досега. Од СДСМ пак прашуваат зошто и по 5 недели од здравствената катастрофа во Гостивар досега не одговара никој од власта, а не е објавен како што велат ниту еден официјален извештај, ниту анализа за водата во Гостивар. Го повикаа државниот обвинител Савески да постапи по кривичните пријави кои СДСМ ги поднесе. Доколку јавниот обвинител Ненад Савески се врати од екскурзија, прашуваме дали постапи по кривичните пријави поднесени од СДСМ. Дали утврди кој ќе одговара за здравствената катастрофа во Гостивар. Ги повикали на распит Клековски, Андоновска, Мицкоски, Тошковски. Кој ќе одговара за изјавите дека водата е исправна да се користи како техничка, а потоа дека има многу различни бактерии. Премиерот Мицкоски, коментирајќи го случајот со дезинформациите дека водата во Скопје е загадена со Ешерихја коли, кажа дека владата имала информации ден претходно дека опозицијски партии подготвувале обид за ширење на хистерија преку социјалните медиуми, а паралелно за лажните вести гледа и комерцијална заднина. Јас се надевам дека со новите измени во кривичниот законник ќе има и казнена одредба за ваквите лица кои што свесно создаваат хистерија, односно вршат со еден хибриден напад, создаваат чувство на немир, чувство на страв кај граѓаните, но она што мене посебно ме загрижува мислам дека тука има и некои други, би рекол, повеќе комерцијални обиди, бидејќи за еден ден наеднаш голем дел од маркетите ги испразнија своите резерви и количини на флаширана вода. За ширењето на лажни вести за водата во Скопје. Досега на разговор во полициска станица се повикани повеќе од 10 лица, но МВР за сега нема поднесено пријава против никого. Предмет за сега нема отворено ниту обвинителството, од каде велат дека се чека полицијата да утврди дали во конкретните случаи постојат елементи за понатамошно постапување. По прозивките од опозицијата што договарал како што велат под радарот во Брисел, Мицкоски денеска и одговара. За време на одморот во Белгија немал политички средби, но имал состаноци со странски инвеститори со кои се очекува да биде подпишан договор есенва. Од Социјалдемократскиот сојуз обвинуваат како било можно премиер на држава да оди на неофицијални разговори за клучни прашања. Афродита Рамос. Еднонеделната посета на Белгија на премиерот и неговото семејство била без политички средби, но тој одржал состаноци со странски инвеститори. Одговори премиерот Христијан Мицкоски на опозицијските обвинувања за наводно водење тајни преговори за европската иднина на Македонија за време на семејното патување. Целта на семејниот одмор во Белгија, како што појасни Мицкоски, била посета на историско-културни места низ земјата. Дел од воспитувањето кој што го имам јас со моите два сина е да еднаш годишно, од прилика викенд, четврток, недела, одиме во некој европски град и таму посетуваме значајни, би рекол, места и разговараме и изучуваме историјата на таа држава. Јас не сум љубител на ние големи одмори со солена вода, со песочни плажи и така натаму и рековме екскурзијата да ја прошириме и да тоа биде научно-образовна екскурзија во Белгија. Да, бев 3 дена во Брисел
и немав политички средби, исто така правевме обиколка во Бисел, имав 3 средби со инвеститори, кои што во Македонија се во завршна фаза на постигнување договор. Како што велат од опозицијската СДСМ, премиерот во Брисел одел на неофицијални разговори и средби за европскиот пат на државава, без знаење и учество на дипломатијата туку со семејството. Од СДСМ посочуваат дека доказ оти имало разговори за затворени врати се неодамнешните изјави на шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски и на евроамбасадорот Михалис Рокас. Што договараше Мицковски под радар на екскурзијата во Брисел? Како е можно шефот на државата да носи со себе сопруга и деца на средби од кои зависи судбината на 2 милиони граѓани? Одговорот е еден и јасен. Мицковски ја третира Македонија како своја приватна сопственост. Граѓаните имаат право да знаат што е договорено, што е прифатено, што е сокриено. Македонија не е приватна фирма на Мицковски, иако тој ја гледа така и нејзината иднина не се договара на семејни екскурзии. Премиерот Мицковски денеска беше прашан и за коментар на изјавата на српскиот председател Александар Вучик, кој рече дека српската црква е иста и во Скопје и во други градови низ светот. Мицковски не сакаше да ја коментира оваа изјава која предизвика и реакција од МПЦ-ОА, бидејќи како што рече, не сака да навлегува во комуникација која што прилега на минатиот век. Трамп со нова драматична порака. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. На територијата на државата активни се 6 пожари. Центарот за управување со кризи информира дека регистрирани се вкупно 27 пожари, од кои 20 се изгаснати. Активни се пожарите кај селото Драговдол и кај село Локвица во општина Македонски Брод, кај селата Борино, село Житоше во општина Крушево, кај селото Бојане во општина Сарај, а најсериозно е жариштето кај Јажинце во општина Јагуновце, каде попладнево интервенираат 3 ер-трактори. Денес на пожарот на територијата на општина Јажинце, кој што се одвива во овие стрмни ридишта, дејствуваат 3 ер-трактори на дирекцијата за заштита и спасување. Пожарот се одвива на ваков терен сличен на овој овде, со тоа што е исклучително стрмно, густи трња, густи грмушки низ кои што човек не може да се движи. Од тие причини пожарникарите не може да действат, затоа денес работат 3 ер-трактори со концентрирано дејство на неколку точки, каде што имаме намера истиот да го пресечеме и да не дозволиме негово ширење. На тој начин ќе воспоставиме делумна контрола, а можеби до крајот на денот и целосна контрола на овој тежок за гасење пожар. Полицијата во Битола и Прилеп лиши од слобода 2 лица кои биле затекнати при предизвикување пожари на отворен простор, информира Министерството за внатрешни работи. Вчера вечерта полициски службеници од СВР Битола на улицата Јорго Костовски во Битола го лишиле од слобода 39 годишниот од Битола кој бил затекнат додека предизвикувал пожар на отворен простор. Ден претходно полициски службеници од ОВР Прилеп на местото викано Падарица во Прилеп го лишиле од слобода ИЧ од Прилеп и тој бил затекнат при предизвикување пожар на отворен простор, а при него била пронајдена и запалка. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека по целосно документирање на случаите, против 2 лица ќе биде поднесен соодветен поднесок. По вчерашниот втор смртен случај на заболен од западно-нилска треска, ситуацијата на инфективна останува непроменета. 7 пациенти се на респиратор, а нема информации за ново инфицирани. Повозрастните граѓани кои се најпогодени од епидемијата велат дека се придржуваат до препораките. Стравот од комарците ги празни рафтовите со репеленти и спреови против инсекти во скопските аптеки. Дел од фармацевтите за Канал 5 потврдуваат дека средствата за заштита периодов се продаваат како алва. Граѓаните велат дека по комарниците на прозорците и вратите токму спреовите се едни од поефикасните начини за да се заштитат од убодите на комарците кои можат да го пренесат вирусот Западен Нил. По вториот смртен случај, кај дел од нив е зголемена и загриженост, но некои повеќе стравуваат за децата. Имаме и внучиња и за нив, повеќе за нив,
А и за нас сигурно. Затоа што ние сме со коморбидитети, имаме јас сум хроничен болен. Плюс и оперирање, Оперирано, мора да на се заштитуваме. Се мачкам со спрееви и тоа. А се плашите ли, пошто има и сериозни случаи? Се плашам за децата. Возрастен човек, да, точно. И јас стравувам, ама пазам кога излегувам, кај се движам, морам така. Што да правиме? Мислите дека можеби надлежните треба од доле повеќе да прска? Треба. Треба да се прска, зашто И да се мијат. да. И улиците треба да се мијат, управо е. Кај што има повише, како да кажем, ѓубриште тоа, они таму може да флегуваат. А знаете ли за вирусов, информирани ли сте? Информиран сум. Брете. Дома немам проблеми и ги имаме ове комарници, не влегуваат. Иако кај многу мал број на луѓе оваа инфекција може да се манифестира со тешка форма, најчесто кај повозрасни луѓе со хронични болести, тоа не значи дека не може да се јави и кај деца. Случаи со западно-нилска треска, која и кај мали деца предизвикала воспаление на мозокот, сме имале во изминатите години, потврдуваат педиатрите. Разликата е дека претходно Западен Нил се увезуваше од странство, најчесто од Грција, а сега инфекцијата е присутна и на наше тло. Имавме случај кај наше дете, мислам дека беа пред 2 до 3 години, тоа детенце го задржа на детската клиника. Престојуваше дури на одделот за интензивна нега и терапија, затоа што менингитот и енцефалитот беа водечката диагноза. После тоа, колегите успеа да докажат дека детето менингитот, односно енцефалитот, го доби поради вирусот од западно-нилската треска. Сите случаи на западно-нилска треска кај нас се потврдени кај лица над 60 годишна возраст кои имаат коморбидитети. Досега овој вирус за една недела зеде 2 човечки животи, а според официјалните информации од клиниката за инфективни болести, 7 се на респиратор и се борат за живот. Епидемиологот доктор Драган Даниловски за Канал 5 вели дека Македонија веќе се наоѓа во засилена трансмисија на Западен Нил, но не може да се процени дали ова е врвот на епидемијата. Сања Трајковска Ставров разговараше со доктор Драган Даниловски. Западно-нилската треска има една изразена сезонска динамика. Август и септември вообичаено се месеци на најинтензивна трансмисија, пренос. Зголемувањето за повеќе од 10 случаи за една недела покажува дека вирусот активно циркулира, си работи и дека се наоѓаме во период на засилена трансмисија. Сега, дали сегашниот пораст е самиот врв, дали ова сега врв, или тоа ќе можеме да кажеме дури отпосле, ретроспективно, кога ќе ја разгледаме така наречената епидемиска крива, тоа значи наредните недели. Професоре, кај западно-нилската треска најголем дел од заразените нели немаат никакви симптоми, околу 1% само имаат тешка форма на болеста, што всушност не кажува бројката дека токму 30 потврдени случаи имаат потешка форма на болеста. 30 потврдени случаи не значат и 30 инфекции. Тоа е само оној видлив врв на епидемиолошката санта мразис, која што јас имам порано спомнувано. Околу 80% од заразените немаат никакви симптоми, баш никакви. Кај најголемиот дел од останатите, околу 20%, клиничката слика е лесна и многумина воопшто не ни стигнуваат да се тестираат лабораториски. Помалку од 1%, попрецизно 1 на 150 заразени, развиваат тешка така наречена неуроинвазивна форма, што се должи на воспаление на мозокот, и затоа сосема известно е дека реалниот број инфекции е многукратно поголем од она што ние го гледаме, што е потврдено. Сега, колку е поголем вистинскиот број, не можеме прецизно да пресметаме само врз основа на 30 видливи случаи. Дали сметате дека епидемијата навреме беше прогласена? Овие три работи се поврзани. Колку е поголема циркулацијата на вирусот, толку е поголема и веројатноста да сме сведоци на појава на повеќе тешки случаи, особено кај повозрасните лица и оние со нарушен имунитет или хронични болести. Истовремено појавата на случаи во повеќе општини
покажува дека не треба да гледаме на проблемот само како на проблем на неколку изолирани жаришта. И затоа целта сега е да се намали контактот меѓу луѓето и заразените комарци, значи луѓето и комарците, на целата територија каде што постои активна трансмисија. Треба да се види целиот систем на превенција, дали навреме се следела активностите на комарците, тоа е работа на ентомолозите, циркулацијата на вирусот кај птиците, дали навреме се откривале човечките случаи, кога започнале мерките за контрола на векторите и како биле спроведувани. Тоа не е врзано со формално прогласување на епидемија. Кај ваквите инфекции квалитетот на превенцијата исто така не се мери само спред тоа колку брзо сме реагирале откако се појавиле заболени. Се мери според тоа колку успешно сме действувале пред да се појават болните. Благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви посакувам пријатен ден со нашата програма.